Затворениот пливачки базен во Охрид, кој со години тапка во место, ќе продолжи да се гради. Градоначалникот Пецаков најави дека со новиот проект ќе следи тендерска постапка за довршување на изградбата и во рок од 1 година се очекува да биде готов. Чим го одобриме, следува и тендерската постапка за довршување на оние работи кои што не се завршени во затворениот пливачки базен и очекувам во рок од 1 година да биде завршен. Кога ќе биде самата постапка започната, мислам на тендерската изборот на фирма која што ќе го работи базенот, она што треба да се доврши, посебно машинството или начинот на кој што тој ќе се грее, лади и така натаму, ќе имаме заедничка пресконференција со министерот за спорт и сите детали ќе ги објавиме. Така да светлото на крајот на тунелот се гледа и на оваа работа која што децении заедно со уште неколку инфраструктурни капитални во Охрид некако затаи. Охрид како главна туристичка дестинација наместо олимписки ќе добие затворен 25-метарски базен. Пливачкиот комплекс треба да опфаќа 2 базени, од кои еден помал за деца и за обука на непливачи и еден поголем базен со ватерполо димензии. Покрај базените, комплексот ќе располага и со трибини со капацитет од 500 седишта и помошни простории. Неправда тоа што се случи за Охрид да добијаме 25-метарски базен или базен кој што не е со олимписки димензии, како што рековте, меѓутоа е сепак повеќе од доволно или повеќе од ништо, затоа што досега сме немале ништо, веќе е започнат, изграден. Ми се чини дека се разгледуваше и таа варијанта, ама тоа затоа потоа. Јас викам да го завршиме одобрението за реконструкција, за може да продолжи со работа, да се објави тендерската постапка и би можеле да поразговараме, вклучително и министерот ќе биде на истата пресконференција, да поразговараме за други детали. Базенот во Охрид започна да се гради во далечната 2015 година, но за жал се уште не е изграден. Првичниот договор предвидуваше овој спортски објект да биде завршен најдоцна до април 2018. Потоа како следни крајни рокови беа зададени 2020, односно 2021 година. Нина Ритоновска, Сител телевизија.